Кога еден министер за надворешни работи доаѓа на сред Битола за да зборува за рек и за некакви си јапонски филтри, тогаш некому мора многу да му жежи под нозете. Очекувавме Никола Димитров да се сретне со борците од НОБ и да им објасни дека тие всушност не се бореле против бугарскиот фашистички окупатор, туку учествувале во идеолошка борба на две политички спротивставени фракции од еден ист народ. Никола Димитров требаше да се сретне и со наставниците и професорите по историја и да им образложи со кое право и со каква стручност тој и Заев договорија бришење, додавање и преправање на историските факти за многу чувствителни периоди на македонската историја, без да го прашаат народот. Никола Димитров требаше да се сретне и со Сдруженијата на децата бегалци протерани од Егејска Македонија и да им објасни како тоа во иднина ќе се преправаме дека нивниот екзодус и животна трагедија всушност не се ни случиле. Битола е космополитски град и има богата и стара и понова традиција на почитување и соработка со сите. И со Грција, и со Бугарија, и со Албанија. И Никола Димитров може да учи дипломатија од секој просечен битолчанец.